Ја земав улогата на еден археолог од иднината, кој што гледа низ овие остатоци и пробува да разбере што тие кажуваат за тоа како ние живееме денеска и врз кои основи и вредности е заснован денешниот модерен свет. Има едно дело кое што ги поврзува сите локации. Тоа е последното и се наоѓа зад мене. Ова дело е нешто повторно кое што ни е највообичаено во секојдневието, го одминуваме. Тоа се отпушоците од цигари, филтрите од цигари. Посетив 15 локации низ Македонија кои што беа одбрани од листите на споменици на природата и на заштитени културни богатства. Оваа селекција ја направив по тоа да бидат некои места кои што не се толку познати за јавноста, за да можам и јас да истражам нешто повеќе за генерациите кои што живееле претходно на овие простори, она што го оставиле како едно наследство, меѓутоа и да ја истражам состојбата со еколошката ситуација и како ние се грижиме за овие места и простори. Дел од нив се и природни убавини, каде што луѓето одат некогаш излетнички, меѓутоа зад себе оставаат траги. Собрав од сите парчиња отпад, од кои што понатаму беа изработени дела, и секој од овие дела зборува на две нивоа. Од една страна ја раскажува приказната за значењето, од една историска перспектива, археолошка, културна, а од друга страна истражува кои се тие материјали од кои што е создадено делото и какво е нивното влијание врз животната средина. И на тој начин можеме да видиме на оваа изложба по едно дело за секоја локација и секоја дело има QR код кој што води до специјално изработена веб страна за овој проект, каде што луѓето може да го скенираат и да дознаат нешто повеќе за самата локација. Од собраниот отпад селектирав кои материјали и кои предмети ќе влезат во самото дело, на тој начин што тие ќе можат да ја раскажат приказната. Некои се направени во форма на локациите кои што се посетени и ја раскажуваат приказната и за материјалите, меѓутоа и за самото место и зашто е тоа значајно. Додека некои се само символи на важноста или на некои важни аспекти како изгледал животот на таа локација. И би кажала дека сето ова всушност се однесува на едно многу подлабоко прашање. Тоа е како ние воопшто, како човештво, ги користиме природните ресурси и како можеме да го промениме и самиот процес на производство на овие материјали, бидејќи приказната на отпадот не завршува на депонијата, понатаму истиот тој се разградува на микропластика која што повторно ни се враќа преку водите, почвата и повторно завршува назад во нашите тела.